Напред добар ден на сите. Само да ги поздравам и сите жени во оваа просторија и сите оние кои што се вистински пример за борбата со женските болести. Тука за жал имаме неколку представнички и за среќа жени кои што ја преболеле и се вистински мотив за сите нас, не само за мажите и за жените, а за сите поколенија дека мора да се бориме и да допринесуваме сите заедно. А сега не дозволете ми и официјално да се обадам како градоначалник. Почитувани декторке, почитувани докторки, почитувани гости, најпрво дозволете ми да изразам задоволство од самата организација на еден ваков настан, чија цел е подигнување на свеста кај жените за редовни здравствени прегледи. Тргнувајќи од фактот дека превенцијата е најголем лек. Затоа ја сметам оваа трибина посебно важна и од аспект што во неа, освен компетентни доктори и представници на регионскиот сектор, се вклучени и млади, кои треба уште од мали нозе да стекнат навика за редовни превентивни прегледи, но и да помогнат на повозрастните од нивните семејства да ја поштуваат оваа навика. Пред се, како одговорен човек, а потоа како градоначалник, и сакајќи да бидам вклучен во сите активности и потреби на моите сограѓани, посебно на една ваква важна тема, сакам да ја запознавам јавноста дека општина Делчево ќе работи посветено на темата здравствена едукација, не само на жените, туку и на мажите. Нешто што ќе биде предвидено и во годишната програма за еднакви можности на жените и мажите со низа активности. А исто така сакам да најавам и дека уште на првата седница на Совет на општина Делчево, што ќе се одржи за многу наскоро, ќе се формира и комисија за еднакви можности како тело задолжено да работи и да продолжува да создава услови за инклузивно, современо демократско општество, каде стручноста и компетентноста се клучни критериуми за јавна функција. Воедно, како градоначалник, испраќам апел до представничките на здравствениот дом од Делчево да ја стават во функција целата инфраструктура и човечки ресурси за полесен пристап на пациентите до превентивни прегледи на дојка во Делчево. А исто така и апелирам во соработка со регионскиот сектор да се организира центар за психолошка поддршка на жените, бидејќи тоа е период кога жените се најранливи и кога мора како одговорна општина да помогнеме сите заедно да се победи оваа болест. Ние сакаме среќни и здрави семејства и затоа сметам дека со добра организација, соработка и многу волја и ентузијазам можеме се да оствариме. Општината и јас како градоначалник сме отворени за секаква соработка. Воено, за крај сакам да ги поздравам и добитниците на сите награди, но и да поздравам мојата мајка која што исто така е борец со женска болест. Добар ден на сите. Тука сме да дадеме поддршка на сите жени борци, да посакаме побрзо опоравување. Знаеме дека само збор за битка која што трае цел живот и заболување кое што е многу често присутно помеѓу сите нас. Затоа многу е битно да зборуваме за психолошката поддршка која што е потребна од самиот момент, односно од првиот почеток. И обично со запознавање на болеста настанува една шокова состојба и неверување. Никој од нас не е спремен за слушање на лоши вести, особено да слуша дека боледува од нешто. Првата фаза на заболувањето е шокот и негирањето, и обично никој од нас не сака да прифати дека има заболување, го негира тоа, се испитува постојано, додека да се прифати самата болест, да дојде до фазата на лекување, кога настанува промена на начинот на живот, промена на стилот на живот, промена на сите планови, особено на оние долготрајните планови кои некои мора да се прекинат, некои мора да се стават во мирување, почнуваат да се прават нови планови на живот и нов начин на живот. Ние како ќе се справиме со самата болест зависи од единката, од структурата на личност и од развиток на самата единка, меѓутоа многу зависи од средината во која се наоѓаме, зависи од семејството и поддршката на семејството, зависи од економската мод и затоа многу е битна психоедукацијата која што е потребна од самиот момент и од самиот почеток на заболувањето, односно за што станува збор, на кој начин е лекувањето, кои се несакани ефекти, се што може да се појави кај самата единка за да знаеме да се справиме на време и да ги препознаеме ние сите симптоми. Според сите хипотези и истражувања,
Емоционалната стабилност и избегнување на стресот се многу битни, особено за имунолошкиот одговор и за фазите и начинот на лекување, и затоа треба да зборуваме и да настане една превенција, односно психоедукација, како да се справиме со самото заболување, како да го прифатиме, за да го подобри квалитетот на живот и на време да ги препознаеме симптомите, за да може да почне, ако има потреби, фармакотерапија, за да се подобри квалитетот на живот. Инаку, со запознавање на болести, со почеток на болеста, започнува најсилниот симптом, односно тоа е стравот. Може да се појави намалено променливо расположение, може да се појави анксиозност, меѓутоа стравот кај самата единка, кај целото семејство е изразено. Тука е стравот од губиток, стравот од смрт, меѓутоа стравот од беспомошност, од зависност на други лица, стравот од болка кој што е присутен цело време. Затоа многу е битно да знаеме да ги препознаеме емоциите, ако не самите да зборуваме, да правиме психоедукација на семејствата, да знаат да препознаат кога веќе е потребна помош од особено психотерапевт, психијатар, кога е потребно дополнително лекување со фармакотерапија за да се подобри квалитетот на живот. Затоа ние секогаш стоиме на располагање кај сите пациенти, особено кај пациенти со карциноми, пациенти кои што се лекуваат од оваа болест. Слободно може да не контактираат. Најпрво благодарам за поканата. Честитки за наградите на овие инспиративни млади девојки, за двете Сари, до Ана, кои што умеа својата душа да ја претежат на лист хартија. Октомври е месец кога Розовата боја не подсетува дека секоја жена е вредна, секој живот е драгоцен. Изданието е најсилното оружје кое го поседуваме. Како доктор кој што е директно инволвиран во оваа проблематика, но и како жена, секогаш апелирам на важноста на превенцијата, на раното откривање на ракот на дојката, както и поддршката на борбата против ракот на дојката. Ги охрабрувам сите жени да бидат редовни во прегледите, почнувајќи од само прегледите, кои што секоја жена може да се ги направи во домашни услови, и потоа да се оди на тие редовни прегледи, ехопрегледите, кои што по протокол се прават на 1 година. Ако има некоја медицинска индикација, може да бидат назначени и на 6 месеци, и на 3 месеци. И потоа другото е мамографијата, која што се прави на 2 години, секако и порано ако истата индикација веќе постои. Јас веќе скоро 4 години работам на ехопрегледи на дојката, јас лично се знам со најголемиот број од вас овде и можам да се пофалам дека веќе сме во процедура на поправка на мамографот во здравствениот дом во Гоце Делчев Делчево, така да очекуваме дека во скоро време ќе почне да функционира тој кабинет за дојка, што вие знаете, еве доктор Сонја ми е прелучи, што функционираше на почетокот, добро беше кога можевме да ги правиме тие комплементарни прегледи, ехо на дојка и на мамографија. Директорката овде исто и таа доста се залага да се реши тој проблем, така да очекувам дека ќе почнеме да работиме со полн капацитет и за на крај да се избориме со стигмата околу ракот на дојката, со срамот, со стравот, да се информираме, да прашуваме, да бидеме одговорни и да не заборавиме, превенцијата спасува живот. Благодарам.